Во рамките на проектот прекугранична активност Паметен туризам во регионот Кјустендил, Крива Паланка, Невестино, денеска во Куманово се одржа обука под наслов Угостителство и искуство на гостите, концепт на корисничкото искуство во туризмот, регионални карактеристики на меѓународниот туризам, современи трендови во туризмот и угостителството, промоција на туристички дестинации, инклузивен туризам, примери и практики, се дел од темите кои што беа разработени на денешните сесии. Предавачи беа универзитетските професори Оливер Филиповски и Дејан Методиевски, експерти во областа на туризмот. Во реализацијата на европскиот проект од Интерек програмата вклучени се повеќе партнери, истакна Младен Протиќ од Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Станува збор за европски проект од Интерек програмата, прекугранична програма со Република Бугарија, од областа на туризмот. Во овој проект имаме повеќе партнери. Од наша страна тоа е Центар за развој на Североисточниот плански регион, Музеј Куманово и општина Крива Паланка. Од соседната Република Бугарија е општина Невестино, општина Кјустендил, регионалната комора на Кјустендил. Така да голем број на партнери се надеваме дека делот на зближување на нашите туристички понуди преку денешниот тренинг и преку други работилници кои ги имаме предвидено како активности, ќе успееме да направиме нешто за заеднички интерес на двата региона. На обуката се од наша страна ќе има 10 лица кои се од невладин сектор, од туристичките агенции, а исто така и од страната на Бугарија. Ние ќе се обидеме и ќе направиме еден форум во вид на како веб страна, каде што практично сите настани кои се од туристички аспект, сите понуди кои ги има двата региона ќе ги има на едно место и се надеваме дека така ќе ги практично изближиме овие да соработуваат меѓу себе овие угостителски објекти и туристички агенции. Денеска сме на првата активност која што имаме за прекуграничниот регион, значи таа е обука која што се однесува на определени можности кои што, тоест трендови во туризмот, кои што двата региона би можело да ги прифатат како светски трендови, кои што можат да ги прилагодат своите понуди на овие два региони. Се разбира, како учесници на оваа обука ќе има представници, значи и од бугарска страна, и од македонска страна, и се надеваме дека преку различните тематики кои што се однесуваат на различните нови технологии во туризмот, интеграцијата, вмрежувањето на регионите сами по себе и нивните потенцијали кои што не се искористени, да можеме да креираме во понатамошниот тек на активностите. Таа ни е втората работилница која што ќе имаме, да имаме една заедничка понуда на двата региони. Токму овие обуки се да ги споиме и приватниот сектор, и општините, и сите организации кои што се занимаваат со туризам, да можеме да креираме една заедничка понуда, не само и ние, туку и од бугарска страна, за да можеме да им ги доловиме трендовите кои што се моментално во светот, да ги имплементира, дека тоа не треба многу големи финансиски средства, но во една форма на организираност, многу повидливи ќе бидеме, а со тоа и многу поголем број на туристи ќе доаѓаат во регионите. Смарт туризмот во суштина е еден цел систем на поврзани институции кои што функционираат, приватен сектор, невладин сектор, така да сето тоа поврзано преку дигитализацијата во помош на развој на туризмот и угостителството. Имаме успешни примери од Европската унија кои што ќе ги исто така презентираме тука на тренингот на обуките. И се надевам дека дел од тие активности преку овој проект ќе бидат понатаму реализирани во пракса и дека регионот, Североисточниот регион, регионот Кјустендил од бугарска страна, заеднички ќе направат една заедничка понуда која што ќе вклучува вакви решенија, односно ќе вклучува смарт туризам. Функционираат онлайн дистрибуцијски системи кај нас, како Booking, како Airbnb, како Kayak, македонски Pandan да го споменеме,
Дигитализацијата бавно навлегува во процесите на туризмот и угостителството кај нас. Затоа пак имаме успешни примери од бугарската страна, кои што исто така ќе бидат искористени и прикажани, каде што двата региони, нели, заеднички би можеле да се подигне нивото на дигитализацијата. Сепак и приватниот сектор работи малку со побавно темпо, но се прилагодува кон сите тие модерни процеси, затоа што модерниот турист го бара тоа. Значи, тој бара дигитално да може да плати, да може дигитално да види, да купи влезница, да букира, да купи некоја тура, така да сето тоа треба веќе да одиме на една нова платформа, односно веќе таа не е нова, таа е современа платформа на работење во туризмот и угостителството. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме следните настани. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера вечер 15 минути пред полноќ полициски службеници лишиле од слобода 23 годишен кумановец затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 15 часот полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 53 годишна жена од Липковско село, постапувајќи по претходна пријава дека се однесувала агресивно и упатувала закани на незината 18 годишна ќерка. Таа била приведена во полициска станица и по целосно документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштија надлежните. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски вчера попладне оствари средба со градоначалникот на Куманово и претседател на движењето Знам за наша Македонија Максим Димитриевски. Според објавата на министерот Серафимовски, со Димитриевски разговарале за развојните приоритети, за потребата институциите да действуваат усогласено и за одговорноста на јавните функционери да испорачуваат позитивни резултати за граѓаните. Во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етно Ризница Куманово, вчера вечер на градскиот плоштад се одржа 14-тото издание на фестивалот на народна хумористична песна Тумбафест. Кумановската публика имаше можност да проследи 16 фестивалски песни, напишани на повеќе дијалекти од македонско и српско подрачје, во изведба на музички уметници од Македонија, Србија и Германија. Фестивалот е поддржан од Фондацијата за култура и спорт и општина Куманово. На сите учесници и покровители им беа доделени благодарници за нивната посветеност, поддршка и учество на манифестацијата, а наградата за најслушана песна меѓу двата фестивала му припадна на Раде Младеновски за песната Ракија, композиција подпишана од Ристо Самарџиев и Цане Петров. Наградата за трајни вредности заврши во рацете на Ленче Кукиќ за популаризација на македонската народна песна и за промоција на фестивалот со реноме Тумбафест. Ракометната федерација на Македонија преку соопштенија информираше дека согласно член 23 од пропозициите за надпреварување во Суперженската ракометна лига, екипата на ЖРК Куманово се исклучува од надпреварувањето во Суперженската ракометна лига. Испразнетото место во елитното надпреварување ќе го пополни ракометниот клуб Деспина. Женскиот ракометен клуб Куманово во своето постоење успеа да стигне до шампионската титула во домашното првенство и да го освои купот на Македонија, а клубот со години беше дел од највисокиот ранг на женскиот ракомет. Министерството за образование и наука објави повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за новата академска година. Рокот за пријавување за тековните студенти, како и за лицата кои ќе се запишат и ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2026-27 година е од 26 август до 31 август годинава. Субвенциониран студентски оброк е финансиска поддршка во износ од 140 денари, која студентот ја добива од Министерството за образование и наука за купување приготвена храна. Кандидатите треба да се пријават електронски на euslugi.mon.gov.mk. Со најновите цени кои ги објави Регулаторната комисија за енергетика, бензините поскапеа за 1,5 денари за литар.
1 литар Евро Супер 95 сега чини 93 денари, додека литар Евро Супер 98 се продава по 95 денари за литар. Евродизел горивото поскапе за 3,5 денари и според новата цена литар дизел чини 101,5 денари. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера во периодот од 17 до 22 часот секторот за сообраќајни работи при МВР спроведе акциска контрола на територијата на целата држава, насочена кон возачите на велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мопеди, мотоцикли, трицикли и четирицикли. При контролата констатирани се 140 прекршоци, од кои 102 се однесуваат на управување без задолжително носење заштитен шлем, односно кацига. Констатирани се и двајца возачи кои управувале под дејство на алкохол. Од вкупниот број прекршоци, 15 се регистрирани во секторот за внатрешни работи Куманово.